музеј и галерија Кавадарци по повод утрешниот христијански празник Свети Кирил и Методий организира и подготви изложба насловена како манастирски бисери. Во ова изложба се опфатени нашите 3 манастирски бисери: Полошкиот, Моклишкиот и Бошавскиот манастир. Македонската културно-уметничка ризница е богата со прекрасни уметнички изведби кои потекнуваат од различни историски периоди, а се мерливи со највисоките дострени на човечката креација и имагинација. Меѓу нив секако по своите уметнички квалитети спаѓаат и христијанските свети храмови, надалеку познати по својата прекрасна архитектонска изведба која е резултат на градителските вештини на неимарите и по репрезентативниот фреско живопис во изведба на познати и непознати маестрални творци зографи. Тие се најсликовитиот репрезент на македонската историја и култура и упориште на православието. Архитектурата, зидното сликарство, култните предмети, реликвиите, книжниот фонд, делови од црквниот инвентар сведочат за богатата содржина на религиозното творештво и вековната традиција на источно-христијанската култура. Изложбата е насловена Манастирски бисери, епитет кој несомнено и вистински им прилека на овие свети храмови кои представуваат комплексно единство и на материјалното и на духовното. Најстариот бисер и воедно прекрасен репрезент на средновековната култура и уметност представува манастирската црква Свети Ѓорѓи во Полошко. Датира од 14 век, има фунерален карактер и е заветнина на благородникот Јован Драгушин и неговата мајка деспотица Марина. Го краси прекрасен фреско живопис со карактеристичен теолошки, суптилно изнијансиран репертоар, создаден од рацете на непознати, иновативни зографи кои со својата умешност и имагинација создале ремек дел. Тука е прекрасната ктиторска галерија со импозантниот портрет на Стефан Душан, потоа живописната атмосфера на одделни сцени со вешто осмислени сценографски елементи, прекрасната сцена на Успението на Богородица со последното целивање, резбаниот полелеј и фасцинантниот чесен крст. Потоа, Моклишкиот манастир Свети Никола датира од 16 век, а посебно бил активен во 18 век, кога во него се преселиле скоро сите монаси од тогаш веќе запуштениот Полошки манастир. Во него се водел богат монашки живот, а манастирот располагал со црковни книги и богата збирка на ракописи, со што се вбројувал во еден од најбогатите од тој вид во Македонија. Третиот бисер е манастирската црква Свети Архангел Михаил во Бошава. Фреско живописот датира од 19 век, а според црковни документи, манастирската црква била изградена неколку века пред датумот на амвонот. Освен што се духовни светилишта, црквите во Македонија се и лука на писменост и културата. Па така, Полошкиот манастир располагал со голема збирка на книги, кои за да се зачува, дел од нив биле пренесени во Моклишкиот манастир, а Христо Грамотик во Бошавскиот и Моклишкиот манастир ги отворил првите чејлини училишта во Тиквешијата. Сведоци на вековната традиција на источно-христијанската култура и прокосејќи му на забот на времето, овие свети храмови и до ден денес со отворени врати ги пречекуваат сите добронамерници. Самата изложба која што имаме можност да ја видиме денес е резултат на неколку годишни реализации на проекти кои што се финансирани од страна на Министерство за култура во последните неколку години. Што значи дека целта на самата изложба е токму тоа, да го презентираме нашето движно и недвижно културно наследство кое што го поседуваат овие значајни споменици на културата, кои што се движат во некои хронолошки рамки, почнувајќи од 14-тиот век и тоа некаде пред 1340 година, преку 16-тиот, 19-тиот, па се до денешно време. Што значи дека овие значајни црковни, културни, духовни, а секако и просветни центри имаме за задача да ги презентираме пред нашата јавност и тоа преку изложба на фотографии, комплетното движно и недвижно културно наследство и тоа архитектурата, фреско живописот, иконописот, резбата и така натаму. Морам да нагласам дека еден мал сегмент од овие фотографии веќе беа изложени на претходни изложби, но најголемиот дел се нови, кои што за прв пат имат можност нашата јавност да ги види, а се резултат на овие неколку годишни проекти кои што беа реализирани во текот на последниве години. Оно што би сакала исто да го нагласам дека ова е фактички првиот проект кој што го реализираме за оваа година во годишната програма за реализација на проекти од вкупно 13, ова е првиот од страна на Министерството за култура, значи што реков од годишната програма за оваа година. Оно што би сакала на крај само да го нагласам и да
укажам благодарност до сите тие што дадоа свој допринос при реализација на истите, а тоа се пред се моите колеги. Благодарност упатувам до мојата колешка која што даде добар осврт, господја Билјана Галабова, за отворањето на изложбата, колегите Трајче Светков, Раде Атанасов, а секако и останатите колеги. Укажувам благодарност до господинот Петре Камчевски, историчар, екс-директор во нашата организација, Томе Филов, Јадран Манчев, и да не ми замерат они кои што во оваа прилика не би ги спомнала, не, овде се тука фотостудио Експрес, Тони Коцев, Тони Галабов и така натаму. Но на крај сепак најголема благодарност укажувам до Министерството за култура, како што реков, бидејќи они се главни финансиери за оваа изложба, а пред се исто овде и градоначалникот и локалната самоуправа, бидејќи и они се покровители на овој проект.